По минатогодишниот јавен повик за доделување концесија за користење на дивечот и ловиштата во 9 ловни реони во државава, во кои има 43 ловишта, на почетокот на годинава беа склучени вкупно 32 договори за концесии за исто толку ловишта во Македонија. Договорите за ловиштата им беа доделени на Сдруженијата на ловните реони Скопје, Свети Николе, Кавадар, Сиваландово, Гевгелија, Виница, Делчево, Гостевар, Демир, Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево. При тоа беше напоменато дека нивната улога е огромна во зачувувањето и грижата на дивечот. Меѓутоа, и по овој повик, концесијата на ловиште Соколарци, за која имаше најава дека ќе аплицира Сдруженијето од општина Тишина во Блешево, не беше доделено, бидејќи заинтересираните се откажале и не уплатиле потребната гаранција за да учествуваат на надавањето. Тоа значи дека ово ловиште останува и понатаму без сопственик и без организирање лов во текот на сезоната. Покрај тоа, останува нерешени проблемот со двете ловишта на територијата на општина Кочани, Подлок и Бели, со кој до пред 2 години стопанисуваше концесионерот Текстил од Скопје. На неколку дена пред стартот на ловната сезона на прелетен дивеч и околу 2 месеци на ловот на полезен дивеч, зајак, јаребица и крупен дивеч, дива свиња, ситуацијата станува статус кво, што значи ловците од Кочанската котлина нема да можат да ловат ниту во полските, ниту во планинските терени. Единствена можност им е подружницата Осогово, која организира лов на дел од Осоговските планини, а во функција и ловиштето Главовица, за која концесијата беше доделена претходно.